председателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денеска пред нас е извештајот на Државната комисија за жалби по јавни набавки за извештајниот период 2021 година. Во извештајот се содржани компаративни податоци во однос и на претходните години, нели 2018, 2019 и 2020 година. За јавноста само на кратко, Државната комисија за жалби по јавни набавки е државен орган кој што е задолжен за решавање по жалби во постапка за доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно-приватни партнерства, исто така за жалби во постапки за договори за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста и за други работи определени со закон. Државната комисија е задолжена да врши контрола и да обезбедува брза и ефикасна и објективна правна заштита. Ако се согледаат состојбите во јавните набавки во Република Македонија, може да се запрашаме и конечно дали Државната комисија навистина ја оправда својата улога, односно по сите критики кои што доаѓаат од страна на Европската Унија во извештаите, па и од критиките кои што доаѓаат од експертите кои што работат во соодветната област, можеме да забележиме дека состојбите во јавните набавки во државата се многу лоши и дека представуваат и понатаму еден сериозен извор на корупција, кој што прави штета на евроинтегративниот процес на Република Македонија кон Европската Унија, затоа што сите забелешки кои што се срочени во извештаите точно упатуваат критики на работите кои што не одат во добра насока токму во јавните набавки. Кога зборуваме за јавните набавки, односно за тоа како функционира оваа влада, може да кажеме дека првиот проект кој што го реализираше Социјалдемократскиот сојуз беше укинувањето точно на Советот за јавни набавки. Тоа не беше случајно, тоа беше направено само за да се влијае во доделувањето на тендерите. Јасно знаеме дека однапред се знае која фирма, кој тендер ќе го добие и тоа веќе станува јавна тајна и критиките и постапките кои што ќе следат, значи укажуваат на тоа дека има голема корупција и потенцијален криминал. Ние знаеме дека отстранувањето на корупцијата од јавните набавки е една од процесите, односно од реформите кои што мораа да бидат извршени во овој систем, но сепак гледаме дека нема ниту ре од реформи и гледаме дека и понатаму останува високиот степен на корупција во областа на јавни набавки. Се злоупотребуваат милиони евра, народни пари, кои што завршуваат во џебовите на раководствата на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз. За информација за јавноста, само во 2021 година биле потрошени околу 1 милијарда евра на јавни набавки, што значи дека на корупција во јавните набавки отишле од прилика 200 до 300 милиони евра. Тука би сакал да прашам каде завршуваат овие стотици милиони евра, дали во Република Македонија постои суд и постои јавно обвинителство кој што ќе поведе постапки, наместо да се занимаваат со циркузи како што гледаме деновиве. Извештаите на Европската комисија исто така и на домашните експерти укажуваат дека навистина постои лош систем на управување во јавните набавки, дека тендерите во 4 очи, односно договорите во 4 очи се случуваат без да биде објавен оглас и за тие договори знаат само оние фирми со кои институцијата го случува договорот. Загрижувачки е исто така што фирмите кои сакајќи да учествуваат на тендер и доставуваат понуда честопати се отфрлуваат од необјективни причини. Тука доаѓаме до моментот кога реалниот сектор, односно оние навистина кои што имаат капацитет да учествуваат на овие јавни набавки, едноставно знаејќи при тоа дека однапред е договорена цела постапка, воопшто во последно време, според мои информации, не учествуваат во овие постапки. Понатаму, имаме отврвање на документација од необјективни причини, значи останува дискреционото право
кои што се злоупотребува во постапките за случување, односно за избор на најповолни понудувачи, понатаму непочитување на роковите за тендерски постапки за јавни набавки, дискриминаторски услови за тендери и секој трет договор со јавна институција е склучен во постапка каде што има само една фирма. Значи, ова стои во извештаите, односно во извештајот на Центарот за граѓански комуникации од 2021 година, што навистина алармира дека состојбите не само што не се подобруваат, односно се влошуваат, а тоа може да се види по бројот на жалби кои што секојдневно стигнуваат до Државната комисија за одушување по жалби во јавни набавки. Понатаму се вели дека корупцијата останува уште еден од најголемите проблеми при случувањето на договорите и дека компаниите признаваат дека постои меѓусебно договарање на тендери, кој што е најчест облик на корупција. Почитувани, овие извештаи во 2021, ако ги погледнеме и бројките во 2022 година и 2023 година, ќе видиме дека ништо не е променето. Еве, во 2022 година 427 милиони евра биле склучени како договори со една фирма, 31 милион биле договори без оглас. Значи, состојбата се влошува и понатаму. Понатаму и во 2022 година секој трет договор за јавни набавки е склучен со постапки во кој учествува само една фирма. Буквално прекопирана состојба од 2021, од 2022 и во 2023 година. Интересно е што бирото, иако е надлежно за јавните набавки, се гледа дека воопшто не придонесува кон откривање на нелегални активности, процедури при спроведувањето на постапките за јавни набавки. Исто така забелешки се и дека државните органи не даваат отчет за сработеното, односно дали оној кој што го добил тендерот, односно го склучил договорот, дали го испорачал она за кое што е обврзан согласно договорот. Како што кажав, состојбите се многу лоши и она што е исто така карактеристично за 2021 година е што е зголемена вредноста на договорите склучени низ нетранспарентна постапка со преговарање без објавување на оглас. Вкупната вредност на овие договори во 2021 година изнесува 46 милиони евра, што е за 16 милиони евра повеќе од 2020 година и дури 80% од вредноста на овие договори, кои што биле склучени без објавување на оглас и припаѓаат на АД Електрани, МВР и Министерството за образование и наука. Тука остануваат отворени криминалите кои што се направени од раководството на Македонски електрани, кои што ќе бидат детално истражени во првиот момент кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт и ќе побара одговорност од раководството кој што го направи најголемиот грабеж во историјата на самостојна Република Македонија, особено во областа на набавките, нетранспарентноста, неотчетноста и кражбата на народни пари кои што се случија токму преку АД Електрани. Остануваат и понатаму, како што кажав, проблемите, како што се дека институциите не ја почитуваат законската обврска за јавно објавување на известувања за реализирани договори, доставени се известувања само за 1/3 од склучените договори, што говори за нетранспарентноста на институциите, односно немањето на отчетност за она што е склучено, она што е направено, она што е сработено, односно останува далеку од окото на јавноста и на институциите, што се случува на вистина со јавните набавки во Република Македонија. Како што кажав, комисиите за јавни набавки во речиси секој втор тендер отфрлаат понуди на фирмите како неприфатливи. Управните контроли на тендерите од страна на Бирото за јавни набавки, како што кажав, ниту трета година од воведувањето не успеваат да се наметнат како механизам за откривање на незаконско работење, односно за злоупотреби, што може да каже дека Државната комисија не ја заслужи својата улога за контрола и ефикасно работење на институциите, а особено во делот на трошење на
народни пари. Ви благодарам. Има збор Дејан